Добар ден, добри сте? Супер. Амин. Мило ми е за господовата вечера, што слушнав дека ќе имаме. Ние имаме веле секоја недела. И викам, ќе пропуштевме денеска, ама нема да пропуштиме. Видете, не се работи за ритуал, многу е важно. Ние имаме многу добри резултати од кога тоа го практикуваме секоја недела. Мислам, не препорачувам ништо, не го кажувам за велес. И така еден човек дојде, вика, знаеш, мислам дека е добро секоја недела. И викам, окей, супер. И така тоа е како запечатување на зборот. Тоа е запечатување на она што слушаме и на она што се вградува во нас и сега на некој начин се запечатува и во физичка форма. Окей? Духот прима благослов, душата исто така, меѓутоа, окей, фала ти. Да, благодат, меѓутоа и телото исто така. Има потреба од храна. Окей, додека славевме, Ирина примети еден момент, втората песна мислам дека беше кога вика ако Бог е со нас. Така. И тоа е еден вид услов. Мислам дека таа песна подобро би звучела без тоа ако. Мислам, тоа со Ирина го правев муабет и стварно е тоа така. Сега, нели, тоа метрички треба да се вклопи, не зборувам за тој дел, зборувам за суштината на песната. За тоа што, ако е услов, или почеток на услов, така, додека Бог не љуби, безусловно. Амин? Ќе зборуваме за тоа нешто повеќе. Да. Иначе, Маја, видов како додека славевме, у твоето чело Бог излеваше нешто. Тоа е отприлика позицијата на окото на духот. И така да се расчисти све. И верувам дека тоа беше поентата. Алелуја. Окей. Да, славевме и знаете што е црквата? Црквата, пишав пред некое време, црквата е резонатор на Светиот Дух. Црквата е резонатор на гласот на Бог, на гласот на Светиот Дух. Амин. Знаете што е резонатор? Резонатор е тоа на гитарата телото. Така се вика. Каде што звукот без тоа би бил жички, нешто ќе цивнат, знаете. Меѓутоа тоа прави да звукот биде моќен. И така, ние сме таков резонатор, појачала на тоа. Не оти ние се замислуваме така или тоа сакаме да бидеме, така сме создадени тоа да бидеме. И тоа Бог ни е дал таа привилегија, ја има црквата, ја има таа благодат тоа да биде. Окей, ние направивме пред некое време еден експеримент во Велес и на водачот на славење, баш кога заврши, му реков, дојди да ти шепнам нешто. И не, уствари, викам, ти шепни ми нешто. Кажи ми само мене, а да викам, пази што кажуваш, што ти ќе го кажам гласно. И ми кажа нешто, убаво беше. И ја го кажав гласно, викам, ај сега сите да го повториме. И тоа е резонатор. Слушаш збор, го кажуваш, ние го мислам, црквата го повторува. Амен. И во тоа има сила. Во тоа има сила. Вика, ние сме сол и светлина на овој свет. Така? И тоа е така. Меѓутоа, ни е потребно уште едно нешто само. За се да се вклопи. Збор. Затоа што ние сме резонатор на тој збор. И ние тоа ќе го зголемиме. Ќе видиме понатаму, ќе зборувам за тоа. Можеме да го зголемиме стравот, можеме да го зголемиме што и правиме, можеме да зголемиме љубовта, можеме да зголемиме благодата, можеме да зголемиме сета убавина. Амен. Алелуја. Да. Размислував за нешто што се вика состојба. Уствари, пред да почнам со тој дел, еден збор што примив исто додека идевме на Скопје.
А тоа беше жртви на својата природа. Морам да ви го кажам, можда не звучи ова сега толку нежно како претходниве работи, али верувам дека е нешто што Бог денеска ќе го менува. Затоа што сите сме жртви на својата природа и на ограничувањата на нашата природа. И тоа е нешто каде што ни е потребно ослободување, можеби најмногу од се. Да. И тоа е поврзано со една работа која што се вика состојба на свест. Која е нашата состојба на свест? Знаете, во човекот нели тоа го знаеме, составен човечкото битие од 3 дела, од 3 посебни делови, дух, душа и тело, така. Меѓутоа има уште две нешта кои што се многу битни и ги поврзуваат сите овие 3 елементи. А тоа се свеста и волјата. И верувам дека волјата е најсилниот дел од човечкото битие, така? Затоа што и волјата е најсилен дел од божественото битие. Затоа пишува да биде твојата волја. Не твоите планови, не твоите желби. Бог нема за нас планови, желби и намери. Бог за нас има волја. А волја е нешто што никој не може да го запре да се оствари. Тоа светот на темнината го нема таа пристап до такво нешто. Он не може да има волја, затоа што основата на волјата е љубовта. Каде што отсуствува љубовта, отсуствува волја. Али каде што има љубов, има волја. И каде што има љубов, има нешто што се вика вистинска состојба на свест. Амин? Вистинска состојба на свест. Е такво право до таква вистинска состојба на свест, пристап до таква вистинска состојба, имаме ние. И значи, состојбата на свест произлегува пред се од разбирањето на Божјата љубов. Од тоа дека Божјата љубов е излеана во нашите срца. Амен. Божјата љубов е веќе излеана во нашите срца. И не е спорно дека таа си е таму. Спорен момент е колку ние тоа го разбираме и колку тоа има влијание во нашите животи од која ќе го разбереме. Односно, ако го разбереме, тоа ќе има влијание во нашите животи. И тоа ќе има големо влијание. Ако тоа не го разбираме, ќе бидеме само формални луѓе кои што се нарекуваат некако, кои прават некакви формални ритуали или адети, не знам, ама нема вистински живот. Дури пишав исто тоа пред некое време, го добив, животот на човекот почнува од моментот кога ќе дознае дека има некој кој безусловно го љуби. Тога животот почнува. Пред тоа човекот може да постои. Може да екзистира. Да зафаќа дел од просторот. И од времето. Али не живее. Живее само тогаш, кога ќе дознае дека има безусловна љубов за него. Тогаш се бришат сите ако. И ќе доеме за тоа што уште значи безусловна љубов. Значи љубов која што ги брише сите услови, која брише секакво ако, која те прифаќа таков каков што си. Те прифаќа таков каков што си сега, те прифаќа таков каков што си утре. И таков како што ќе бидеш по 5 месеци, дури иш да не се промениш. Божјата љубов не го поставува тој услов. Она тоа си го прави, потоа ти од која ќе ја прифатиш таква каква што е. И го прави спонтано, нежно, го прави без болка и го прави без напор. Особено без човечки напор. Кој што е многу присутен во протестантизмот, затоа што имаме тоа дека ние мора да се промениме за да покажеме промената, да ја видат промената. Не мораме. Ние мораме само да си бидеме живи, ние мораме само да разбереме Божјата љубов, ние мораме само да си уживаме во сето тоа, а што ќе се случи како продукт на тоа одговорен Светиот Дух, не ние. Не црквата. Тоа, така да, во тој дел можеме да се онака опуштиме. Само сме свести за љубовта, живееме, таа го менува преку неизев, сушност ја разбираме промената на нашиот идентитет, кој што е праведнички идентитет. А праведнички идентитет значи ти си царски свештеник, ти си тука власт. Ти не си некој кој што е било кој.
Јас спомнав пред некое време, црквата не смее да биде наивна. Црквата или да изгледа наивно. Во духовниот свет, не знам, тој правил ова, тој правил тоа. Правото ти црквата оставила простор. Оти сме дозволиле ние. Сите нешта треба да ги прави црквата. Сите најтешки нешта треба да ги разбере црквата. Сите најреволуционерни и прогресивни нешта треба да почнат од црквата. И нема друга опција за тоа. Така да разбирањето на љубовта носи разбирање, вистинско разбирање за праведничкиот идентитет. Исто така, разбирајќи ја љубовта, заедно, они се измешани една со друга, ја разбираме благодата. Океј? Ја разбираме благодата. Го разбираме дејството на благодата. Таму во Евреи пишува, пристапете смело. Како пишува? Пристапете смело? Да, у нашите преводи. А знаете како е грчкиот, односно кујне преводот? Пошто тоа не е грчки, али тоа е друга тема. Така не го викаме дека е грчки, тоа е уствари еден друг јазик, каде што грчкиот повеќе присутен, али таму пишува, пристапете смело, мета престолот на благодата. Зборот, тој пред што е преведен, е мета. Видете што значи, ета на грчки мета, значи позади престолот на благодата. Благодата не те запира, престолот не те запира за ти да влезеш во благодата. Престолот ти е врата за ти да влезеш во благодата. За да можеш да пристапиш позади благодата. Односно да пристапиш во благодата. Ова е, ето така, нешто верувам интересно. Преводите се сите преводи, која ќе рече некој вој превод, не, сите се лоши преводи, мислам, лоши. Не е добар збор, не се добри баш. Да, мало ублажување. Али затоа не е само да видиме буквално како пишува, пошто и тоа не е совршено, и таму не е совршено, напишано, туку преку откровение на Светиот Дух да видиме што пишува. И за тоа ќе зборуваме после повеќе. Али овдека директно е зборот мета. Значи позади. Мета е позади. Во. Не е нешто надвор. Значи престолот на благодата е... знаете што сака да каже тоа? Престолот иначе зборува нешто што се вика или символизира нешто што се вика судење, суд. Меѓутоа овдека престолот символизира нешто што се вика оправдување и ослободување од вина. И затоа ти можеш да влезеш таму. Имаш пристап слободен таму. Океј. Добро. Една друга работа исто така е разбирањето на љубовта прави поинаку да ја гледаме реалноста. Поинаку да ја доживуваме реалноста. Ова е многу битен дел. Реалност. Всушност, ќе ви открием една тајна за реалноста. Постои нешто што се вика стварност и тоа е реалноста која што Бог ја гледа. И тоа е единствена вистинска реалност. Збирате? Еден ден ќе ја гледаме таа, може би и никогаш нема да ја гледаме како што Бог ја гледа. Али се надевам дека сепак ќе ја гледаме така, еден ден. Меѓутоа, до тогаш, ние само доживуваме различна реалност. Ние постојано доживуваме различна реалност. Секој од нас различно го доживува овој сега собир тука. Знаете тоа? И ако гледаш снимка, утре ќе го доживееш поинаку од денеска што си го доживеал. Тајната што сакам да ви ја кажам врска со тоа е не постои објективна реалност. Знаете, кој ќе кажат објективна реалност? Не постои објективна реалност. Објективна реалност може да слика камерава, нели, на телефонот, ама кога ќе застане човек позади неа, више не гледа објективна слика. Само кога нема никој позади неа, она слика објективно, ама тоа на никој па не служи.
Дош Бог може да види преку неа. Само ама и без камера, он гледа објективно. Односно гледа како што е. Ама ќе видиме после и Бог не е објективен баш. Според човечките стандарди, на говор не е ни Бог објективен. Сега некој каже, па како ти тоа кажеш? Па не е. Знаете зашто не е? Љубовта не му дозволува да биде објективен. А Бог е љубов. И не може да бидеш и љубов и да бидеш објективен. Односно, да гледаш преку љубов и да гледаш објективно. Не е возможно. Океј. Ќе се вратиме ова со реалноста. Тоа е многу битно. Морам сега пак да направам еден момент поврзано со оно што зборував дека Бог не љуби како? Безусловно. Сигурни сме дека безусловно не љуби? Амин. И треба да бидеме. И тоа спомнав преска. Прво значи дека Бог не ни поставува услови. Така, нема услов. Прифатен си таков како што си. Утре ќе бидеш прифатен таков како што си. По 5 месеци ќе бидеш. Дали си се променил, колку си се променил, колку си напредувал. Знаете, некој вика, Бог дали толку гледа, апостол Павле вика, Бог гледа на срце, не гледа на дела. Делата, знаете зашто служат? Ние да видиме докај сме. Бог тоа толку не му е нешто high priority. Знаете? Така да, ние сме безусловно возјубени, безусловно прифатени. Тоа разбирање носи спонтана промена во нас. Во некого повеќе, во некого помалку, во некого побрзо, во некого поспоро. Некој ќе рече, па вови не се менува, па не е твој проблем, нека не се менува. Негова работа е гледај да ужива човекот. И ти да уживаш. А не да гледаш дали некој се менувал или не се менувал. Или у која насока и така натаму. Безусловна љубов иде, значи, првиот структура е јаста, без услов, нема услов. Така, ако го пишеме зборот, безусловно. Го делиме на без и услов. Така, тоа е јасно. Ајде да видиме услов што значи. Тоа е малце по-интригантно и подлабоко. Услов значи услово. Бог не те става во Словото. Бог не те ги наметува критериумите на Словото да ги исполниш па да бидеш прифатен. Не те ограничува со тие. Не ти ги поставува тие стандарди. Не те условува со тие нешта. Да достигнеш нешто, да заслужиш нешто. Да станам достоен за нешто. Исус е Словото, Он го исполни Словото. Ние сме во Него прифатени без ни едно дело. Без ни едно дело денеска, без ни едно дело утре и без ни едно дело по 15 години. Ако меѓувреме имаш дела, слава на Бог, тоа го гради царството. Тебе царството и тоа има бенефит, светот и така натаму. И тоа е прекрасна работа. Тоа е многу важно. Али, услов не е. Не е услов. Бог е нашето Слово, Исус е нашето Слово и ние сме во Него заради Неговата жртва. Не заради нешто што ние можеме да направиме, сме направиле, правиме и така натаму. Ние сме примени без тие стандарди да ги исполниме. И друг еден момент поврзан со Словото е тоа дека Словото, кога го гледаме Божиото Слово, еве писмо, така, пошто има разлика меѓу свето писмо, она што викаме, Библија и Божие Слово. И тоа има голема разлика. Божиото Слово е живо, всадено во нашите срца. Тоа е Слово. И Светиот Дух не подсеќа на него, не живо, не поттикнува. Кога читаме писмо, се активираат тие делови од Словото веќе всадено во нас. Океј? Меѓутоа, како и да, еве Светото писмо да го гледаме. Знаете дека Светото писмо и Словото, као друг дел од сето тоа, не се против нас. Не се против нас. Словото е за нас. Многу пати имаме впечаток, гледај ваму што пишува. Сериозно е ова, брат? Гледај. Што ќе правиме сега? Значи, или гледај на галатјаните што им пишал
Галатјани ли сме ние? Нели, ја не викам дека тоа не важи за нас. И не викам дека не е али не е упатено за нас на начин како што било упатено тогаш за галатјаните. Духот е испозади тоа, али инструкцијата и опомената не се исти. Знаете кое е словото, односно посланието за црквата? Денес, неделната проповед, например. Тоа е многу повеќе, може да се смета за така. Може, али кој тоа така ќе го смета? Тоа е друго прашање. Али кој нема да смете проповед и писмото кога го чита, прашање кој е авторитетот на тоа писмо врз него. Како и да е. Не сме галатјани, не сме коринтијани. Ние си имаме свои нешта кои што Светиот Дух сака нас да не ги каже. Па ќе кажам, важи писмото. Не го исклучувам тој момент. Меѓутоа не на начин на кој што тоа се сваќа буквално папагалски. Така не ни се обраќа писмото нас. И особено така не осудува писмото нас. И таму има, нели, вика, тоа писмо прочитајте го, па дајте го на вие земете го тоа. На едно место тоа окажува за помеѓу две цркви. Не се однесува на сите писма, земете ги, препраќајте ги и така натаму. Но, авторитетот на Библијата стои, јас не го намалувам. Само сакам правилно гледање на нештата и правилно читање на нештата. Знаете, највисок во перцепцијата, кога перцепираш текст, највисоко ниво на перцепција се вика читање. А пониско ниво е толкување. Толкуваш кога ги сте уклучени твоите филтри, ментални, емоционални, секакви, и ти викаш, да, во е тоа, а тоа може нема врска со тоа. Али ако читаш, тогаш Светиот Дух ти зборува што пишува таму, и Светиот Дух ти чита и го всадува тоа во твојот ментален склоп и во целото твое битие, и тогаш ти ја разбираш длабоката суштина на тоа. И еве еден стих за вас и за нас. Не знам дали имаме опција, ама не е битно. Може некој да прочита Откровение 2.19. Најдовме? Ако не ќе ви го кажам. Е вака. И љубов, и службата, и верата, и служењето, и трпението Твое, и дека Твоите последни дела се поброени од првите. Не, дотаму. Твоите последни дела се поброени од првите, така? Или подобри. Некаде го има и така. Ова е слово до вас. Твоите последни дела се подобри од првите. Амин. Напредок. Океј. Во недостаток на љубов, што имаме? Страв. Така? Која е реакцијата кога нема љубов? Страв. Јас се сеќавам да ги кажам еден пример. Значи, ако реагираш со страв на се нешто ново што ќе видиш, тогаш, значи, ти си исполнет со љубов, меѓутоа не си свесен дека си исполнет со љубов. И не функционираш на таа основа. Ти функционираш и реагираш врз основа на стравот. Затоа што тој се уште е присутен во твоето битие, во твоето срце, во твојот менталитет. Океј. Испаднаа на времето едни, ако се сеќавате, кругови во жито. Во Велика Британија најмногу, ама и по цел свет. И луѓе ги истражуваат и така натаму, па шо се, па како се. И ја прв пат кога ги видов, а бев христијанин тогаш, и тогаш, и го гледам сето тоа, не знам, некоја емисија, и викам, тоа демонска појава.
Mora демони да направиле, нешто прават, нешто мутат, нели, демони и така натаму. А сега знаете како размислувам за тие? Ангели ги направиле за да го разубават полето. Ти Бог не прави се за да биде... Па која е целта на тоа? Па Бог се ли прави со цел? Бог направил многу работи заради убавина ги направил. Мислам, и тоа е цел, сакам немој да не се разбереме погрешно. Али не таква цел, као да се роди повеќе жито. А и се раѓало повеќе жито, бајдеви, таму. Не се уништува тоа. Сега има и фейкови на тие, окей, може да има и демонски, има и човечки, така натаму. Главните верувам дека се од Бог, дека се од ангели и дека служат да ни го разубават светот. Така. Може би не сум во право, ама љубовта така гледа на нештата. Љубовта не гледа, чеки полека сега. Го гледаш човек од некој, види, сумлив ми е, види ова прави, тоа прави, прави таков покрет, не знам шо. Не. Љубовта го гледа, ќе види, може да изгледа катастрофа, пример, по некои стандарди, меѓутоа љубовта ќе реагира прекрасен човек, каков потенцијал има, каква внатрешна убавина, какво сочувство, какво не знам што. Така реагира љубовта. Така се препознава дали тоа не раководи, дали ја имаме таа свестост и така дали ја доживуваме реалноста или ќе живееме врзани со најразлични стравови. Знаете што вика таму Јован, апостол Јован? Стравот подразбира казна. И кој не е како беше? Подразбира казна и се плаши тој што не е совршен во љубовта. Или ако се плаши, тоа е знак дека не е совршен во љубовта. Знаете што? Зошто вика стравот подразбира казна? Знаете, тоа ми било многу интересно. Или стравот носи казна. Значи, како да е стравот причина за казната. Зошто да е стравот причина за казната? Знаете зошто? Затоа што носи вина со него. Стравот носи вина со него. И многу пати или не отвара за вина, да бидеме обвинети. Многу пати доживуваш страв, не знаеш зошто, некаков страв, и викаш, шо јам сгрешено, шо јам направено? Ви се случило тоа? А нема ништо. И не доаѓа прво шо јам направено па страв. Не, прво иде стравот. А затоа вика совршената љубов го изгонува секој страв. Зошто? Затоа што ние сме праведници, совршено сме оправдани. И нема сега што нас да не обвинува и да ни носи вина. Амен. Океј, ќе се вратиме на љубовта и реалноста. Љубовта и реалноста. Значи, реков, реалноста не е таква каква што е, туку таква каква што е тој што ја доживува. Објективна реалност, тоа не постои такво нешто. Постојат субјективни реалности толку колку што постојат субјекти. И не само луѓе. Така да многу е битна дали доаѓаме од состојба на љубов, дали настапуваме од состојба на љубов и да доживуваме вистинската реалност, или реалноста ќе доживуваме како нешто што е стално против нас и стално ни носи опасност. Знаете, ја имам порано уште напишано, стравот не носи опасноста страв, туку стравот носи опасност. Стравот, ако се плашиш, тоа значи дека ти не сваќаш колку си заштитен, колку си благословен и во каква благодат. И тогаш си во опасност. Исто морам да ви кажам, слушав една емисија и вика, ова поврзано за љубовта, мислам индиректно. Иначе ме прашуваат мене, вика, кои проповедници ги слушаш? Викам, никој. Никои класични проповедници. Ќе ви кажам и зошто. Или нема да ви кажам зошто, ама
ќе ви кажам зошто ги слушам тие што ги слушам, и тие не се класични проповедници, не се нарекуваат така. Викам, ако некого слушам тој кој што не е свесен дека зборува Евангелие. За мене тоа се, барем у последно време, најдобри проповеди. И највеќе ме инспирираат. Значи, он кажува Евангелие за Царството, а не е свесен дека кажува тоа. И така, например, вие луѓе тука што зборуваа во една емисија и кажува една работа, вика, у каква реално живееме? Вика, постои ли, не постои ли таа реалност? Каква е? Електромагнетна ли е? Холограмска ли е? Да. Видите, тие се сериозни прашања, тие не се, само денеска нема у тие нешта да чепкаме. Меѓутоа и вика, на крајот дојдов до заклучок, тој кажува, а пазете, тој е доктор на науки, тој е напишал книги, куп книги напишал. Значи, професор ваму, професор таму, почетен професор таму. Тоа е, значи, не можеш што тој човек да кажеш, знаеш, остиго, не знаеш што зборува. Значи, не можеш така да кажеш за тој човек. Али до некаде има такво нешто, заради тоа што се исклучуваат од врвната духовност, од Христос. Таква грешка Никола Тесла направил иначе. И се лишува од полнотата на тоа што можел да направи. И окей, сега човеков, не ми текну името, меѓутоа кажува, вика, и на крајов и тој му вика, и добро објаснува тоа, ваква реалност, таква, и тој му вика, постоиме ли, вика, ние? Новинарот му вика, постоиме ли? Па вика, не сум сигурен, најверојатно не. И да, така одговори. Вика, не сум 100% сигурен, ама најверојатно не. И размислувам, и викам, па да, човекот ако не е во Божјата љубов и не постои. Тој дошол до правилен заклучок. Без Божјата љубов човекот не постои. Човекот е сместен во екзистенцијален простор со привремено траење наречен ништавило. Во тој случај. Да, се во мене е ништавно. Исаија, така кажува Бог. Не си свесен за Божјата љубов. Практично е рамно како да не постоиш. И така да тој човек не кажа лоша работа. Сега, зборувавме за тоа како ја доживуваме реалноста. Океј, колку повеќе сме свести за љубовта, така ја доживуваме реалноста која е поблиску до вистинската стварност. Така ни се бистри перцепцијата и ги разбираме работите во потполност, во јаснотија. Или гледаме барем приближно на тоа како што Бог гледа. Амин? Само љубовта тоа го прави заедно со благодата. Нема друг начин. Тоа книги, читање, ова, она, слушање многу проповеди. Тоа е дел од конзумеризам, знаете. Конзумираме проповеди. Конзумираме фазла од повеќе од колку што треба. И тоа прави хаос. Океј. Кажав дека е реалноста субјективна. Знаете што? Бог е субјективен. Вика, Бог све создаде и виде дека е добро. Тоа е субјективна изјава. Тој што гледа во времето и све, и вика, се виде дека се е добро. Не ќе да ги гледа лошите работи. Не сака да го стави акцентот на тоа. Така. Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син. Субјективно дејство. Има вакви многу во Библијата. Зошто Бог би го возлюбил светот таков како што е? Заслужува ли светот да биде возлюбен? Не заслужува, ама не може да речеш не заслужува да биде возлюбен, затоа што па љубовта е нешто што никогаш не може да се заслужи и никогаш да се поврзе со заслуга. Тоа е тој субјективизам. Херувимите се субјективни. Во Исаија вика целата земја е полна со Господовата слава. Знаете зашто гледаат така? Гледаат така ради позицијата од која се, заради тоа какви се, и затоа гледаат дека е земјата полна со Господовата слава. Од позиција некоја друга ние гледаме и викаме, каде бе ова, шо гледале херувими? Така. Ма тоа е субјективно. Други субјективни стихови, да ги кажам,
вика, се оди на добро за тие што го љубат Бог. Се врви на добро, така. И сега се случува некоја катастрофална работа и мора да си крајно субјективен за да кажеш дека све врви на добро. Како што треба и да си уште посубјективен за да кажеш дека ова е катастрофа и дека све врви на лошо. Све зависи од состојбата на свеста. Така ќе гледаш и во таква реалност ќе живееш. И таков амбиент околу тебе ќе градиш и таков мирис околу тебе ќе емитуваш. И таква светлина. Океј. Друго, која беше една субјективна изјава? Ова особено ми се допаѓа. За чистите се е чисто. Тоа е многу субјективно. Океј. Алелуја. Како повеќе во љубовта, така помалку страв. Совршената љубов го изгонува секој страв. Океј? Сега пазете, ние тука имаме некои нешта, видите, ние немаме никаква потреба од страв. Човекот е направен да нема ни најмала потреба од никаков страв. Океј. Меѓутоа, мешаме тука некои работи, мешаме многу пати предпазливост и страв. Ако одиш по улица или по шини, некојаш е тоа најзгоден пат, и почнат шините да шушкаат, тогаш тоа не е страв, тоа е предпазливост. Ти се тргаш не од страв, ти се тргаш од предпазливост. Страв, знаете што е? Страв е примеќе, кажем, ако почне срцето да ти чука побрзо, и ти од, например, наместо 70 почне да ти чука, не знам, 90. И од ти така му текнало, ти си функционира автоматски. И не значи ништо страшно тоа. Така. И меѓутоа стравот, ако почнеш да се плашиш, ќе прави да срцето почне да чука 120, 140, 150 и така натаму. Тоа е страв кој што влошува состојбата. Од тие стравови не ослободува Бог. Од тие ирационален момент во стравот. Односно стравот е и така дефиниран како ирационално нешто. Некоја ирационална емотивна состојба. И знаете, како што е стравот ирационален, не постои реална причина за страв, така и љубовта. Не постои реална причина за љубовта. Не постои, ама нема па друга подобра опција од нејза. Океј. Спомнав тоа на почетокот дека ние сме резонатори. Okay? Резонатори на Божиот глас, резонатори на мисли. Ги зголемуваме работите. Така сме направени. Знаете тоа како го видов еднаш? Значи има една духовна сфера, каде што како стрели едноставно се движат мисли. Например, демонски мисли. И ако сме ние на таа фреквенција духовна, тогаш тие ќе можат да навлезат во нас. И тогаш ние ќе ги зголемиме. Знаете како? Еве ќе ви дадам еден пример. Познавате ли некој човек што се плаши од нешто безсмислено? Во основа сите тие фобии што се викаат се такви. Еве, например, да речеме, некој се плаши од пајаци. Да. И има таква фобија да се плаши од пајак. И, например, таму гледа пајак, што не е можно да видиш, не знам, крокодил, ама он ќе го види пајакот таму. И тоа е за тоа што стравот го прави тоа. Океј? И ти викаш, колку е тој безсмислен страв на таа личност. Океј? Меѓутоа за него не е. За него е тоа и како има причина и смисла. Па така може и љубовта. Нема причина, а јас можам да љубам. Зошто? Затоа што Божјата љубов е излеана во нашите срца, затоа што Светиот Дух е во нас.
И ние можеме да реагираме на таков начин или да ги гледаме нештата на таков начин. И тогаш ќе гледаме други нешта. Други нешта ќе гледаме. Односно ќе гледаме на сосема друг начин. Така да наместо ние да бидеме на фреквенцијата на страшните мисли и на такви нешта и да примаме од таму такви нешта кои ќе ги појачуваме потоа, а знам исто таква една ситуација, мајката се плаши од една работа, ќерката се плаши од истото. Тоа се пренесува. Тоа е инфекција, еден вид, духовна. И така натаму. Наместо ние да бидеме на таа фреквенција и тоа да примаме, и тоа да правиме резонант на тоа, или зголемување, или појачување, ние можеме да правиме на мислите Божии, на Христовите мисли. Затоа вика имајте во вас мисли какви што имаше Христос. Амин. Мисли какви што имаше Христос. Кога имаме такви мисли и тие ги појачуваме мисли, тогаш менуваме целиот амбиент, целиот град, целата држава. Тогаш настапува нешто што се вика Божјо царство. Уште еден пример да ви дадам за ова во завистост какви сме, односно во завистост од тоа свестоста за тоа кои сме, како ги гледаме нештата. Пример, ако одиме во болница. Во болница ќе видиме, нели, можеме да доживееме како место на очај, место на страв, место на, како се вика, на мака, така? На човечка мака. А можеме да доживееме и видиме како плодно поле на црквата, да Бог таму се прослави. Амин? Тоа е поентата. Гледаш преку љубовта, ги гледаш нештата, ги гледаш на вистинскиот начин. Океј, и за уште една работа ќе спомнам. Тоа е, дали денеска, нели, реалноста во која живееме. Апостол Јован вика, ние сме во овој свет, ама не сме од овој свет. Така? Сме размислувале за ова. Нешто многу битно. Овој свет денеска, знаете ли како се нарекува? Како е дефиниран? Е дефиниран како потрошувачко општество. Ви текнува за тоа? Денеска светот е наречен потрошувачко општество. Живееме во фаза на потрошувачко општество. И сум размислувал зошто се вика потрошувачко општество. Има многу причини, дефиниции ќе ви можат социолози да кажуваат, психолози и така натаму. Она до што ја дојдов е зошто се вика, значи не е оти само се троши и се конзумира, а не се произведува. Се произведува денеска. Може би се произведува многу повеќе од порано. Нели, посебно у Кина. Али и по цел свет. Се произведува, не е дека не се произведува. Меѓутоа, зошто не се вика произведувачко општество, туку потрошувачко општество? Зошто не се вика, не знам, нешто шесто? Знаете зошто? Затоа што трошењето ослободува задоволство кое што ги надминува другите задоволства. И затоа овој свет, овој општество се нарекува потрошувачко општество. А Божиото царство, знаете какво е општество? Општество кај што се дава. Општество каде што допаминот, насладата, задоволството доаѓа не од купување, трошење, конзумирање, туку доаѓа од давање. Давање пред се на самите себе. Знаете, на самите себе. И кога ќе се дадеме самите себе, во смисла за одредени нешта кои што не ограничуваат, ќе умреме за тие нешта, ќе умреме за овој свет за да бидеме живи за Бог, ќе се манифестира преку нас Божиото царство во максимална мерка. Океј? Така да, ја верувам дека црквата е место каде што ние не само што слушаме проповеди, и не е поентата да слушаме само проповеди,
Не е поентата уште помалку да ги конзумираме тие проповеди, па после да слушаме и не знам други ствари. Знаете, има една врска со жртвувањето или давањето. Многу е битно, прво, пред да сакаш нешто да слушнеш и да научиш, прво да го жртвуваш твоето незнаење. А знаете што е незнаење? Односно да се ослободиш од твоето незнаење. Незнаењето е специфичен вид на знаење, полно со лажни информации, кое што страшно те ограничува да ја примиш вистината. А Светиот Дух не исполнува со вистината на нежен, на еден мек начин. Знаете како? Не дека ја сега ја знам, оти тука зборувам целата вистина. Знам дел од вистината со која можам да се справам. И вие толку ќе примите од вистината. Али утре ќе сватам дека има и повеќе од вистината. И у повеќе детали можам да отидам. И да знам нешто повеќе, подлабоко, да ми биде појасно и така натаму. И да биде од поголема полза за другите. И за мене. Така да, тоа прво го даваме, умира нашето незнаење, за да дознаеме вистински нешта, кои што не само да си изнаслушаме проповеди од... верувајте тоа, ако сакате, правите го, може го правите, али тоа не ви користи. Толку многу колку што мислите. Ви користи нешто помалку, али да е колку повеќе во него има вистина и колку повеќе има радосната вест за Божиото царство. Оти проповед што не содржи радосна вест за Божиото царство, не ви е потребно. Така да, општеството е потрошувачко. Знаете уште што троши најмногу ова општество? Ова општество најмногу што троши не само материјалните добра што ги троши, човечките ресурси и така натаму, туку го троши времето и просторот. Го троши времето и просторот. А додека ние, кои не сме од оваа димензија, за нас времето и просторот се најголеми сојузници за да ги манифестираме, односно да ги преобразиме во она што се нарекува Божјо царство. И да ја донесеме неговата реалност тука. За тоа е наменето Божјото царство. Да преку црквата се манифестира на земјата. И уште два примери за крај. Едниот е, кој да го кажем прв, ајде Гидеон. Гидеон, знаете што му кажува Бог? Не му вика 300 луѓе се малку, 500 се многу, волку, нели? Остануваат толку колку што остануваат. Тројца можеле да останат. Знаете, Гидеон можел да остане. Не било тоа проблем. Односно, верувам дека баш и Гидеон сам не, али Гидеон и уште еден барем со него. Сега ќе видите зошто. За да бидат синхронизирани. Бог му вика, викајте сите заедно. Заедно. Ние на служби у Велес, нешто као увод на службата на почеток, прокламираме. Прокламираме Божји вистини. Јас сум Божји син, јас сум благословен во се што ќе фане мојата рака е благословено, му се што ќе почнем во се, успевам такви работи. Амен. И ги прокламирав. Во последно време добив едно откровение, викам, тоа да го правиме, ама дај викам да се чекаме, да го правиме синхронизирано. Да го правиме синхронизирано. И они викаа, верувам дека викаа синхронизирано, за Господа и за Гидеона, иначе вика. Кога го освојуваа Ерихон, беа исто така синхронизирани, нели? Во се што правеа. И едноставно се случи, се манифестираше Божјото царство на земјата. Така да, тоа го очекуваме и сега. Нема да речам следниот период, него сега. Амен. Океј, благослов.